инспекторот упатства, инспекторот без разлика дали е самостоен или не е самостоен, упатства добива од секретарот на општината. Секретарот на општината. Дарко Коцевски, Зарем се јави по име и да се презиме? придружам на поканата на Милош, кон Дарко Коцевски повели у емисија, или ќе ти пуштиме камера, или ќе ти пуштиме возило да те земе, и немој да инсинуирате дека ние ќе пуштиме возило да те земе, нема нешто филмови, не се плашете до толку. СДСМ собраа храброст, вие не. Абе, комитова... Соберете вие храброст, како оној пратеникот од СДСМ, и дојдете во оваа емисија, ќе имате културни прашања, културен разговор, ќе ги поставиме сите прашања, ќе ги одговорите, нема да ви прекинуваме. Дојди и одговори зашто не си го поништил решението за рушење на крстот на Попова шапка, иако секретарот на општината има таква можност, и има такво право, и има таква надлежност. Имаш таква надлежност. И дополнително, ако не се согласува со политиките на Билјалка Самидов, се требаше си даде оставка. Да се повлече, да го искритикува. Ја гледаме га првиот статус за крстот на Попова шапка му е демантот. Шо? Дека он не го потпишал решението. Ја, Он нема ништо пишано. Он Ја, нема мајке. ништо кажано, не безгласна буква таму. Не, друже, ако гледаш, седни у кола за пола сат ке те чекаме, дојди во емисија, ќе поразговараме за твојата улога во изборот на Касами, за твојата улога околу гласањето, тој радикал и редентист да се избере, и меѓу другото донеси рекапитулар да видиме колкава ти е платата и така натаму. Све ќе биде културно, ама биди спремен дека ние не одговараме на наместени прашања и не поставуваме прашања што ти ги сакаш, но нема да те навредуваме. И сакаме да знаеме што е со тој крст. Која е твојата улога? Имаш ли улога? Ако немаш, окей. А види, меѓу време треба да, мислам, кој ќе дојде, би требало и да одговори зашто премолчи на изјавата на Касами дека Тетово е албанска престолнина во Македонија, дека Македонија ќе стане трета албанска држава. Дали комуницира со граначалникот, дали му вели што е работава граначалниче, зашто вака зборите? Зашто ги навредувате моите македонци? Не, добро, може сака он да живее у трета албанска држава. Денеска од Дај да видиме. Денеска од извршниот комитет на ВМРО ДПМН контактираа со нас, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН контактираше со нас, вели немаме ние врска со секретарот на општината, секретарот е поставен на функцијата бидејќи ВМРО ДПМН немаше во тој момент кого да постави, и ово е стан така случајно. Случајно? Да, и човекот бил само клиентелист. Не бил. Да, И да. На улица да не го наси. Да, јас Момент. бев сведок. Сведок Не. беше на разговор. Знаеш што е суштината, Милош, на овие работи? Па тој не е нивен уствари. Ама не, тоа е секош, абе ние не знаеме, човекот го ставивме случајно и абе платичка да зима, не е битно, оно и он затоа молчи затоа што е клиентелист. Секретарот на општина, немаш ти проблем ни со албанците, имаш проблем со твоите те дупчат од позади. Само да знаеш. Али окей, ако си стварно клиентелист како што те опишуваат, онда немаш проблем, тече платичка и денеска зема дневница, така? И тоа беше моментот за плата. Да. Као демек нема он врска со ВМРО, нема он врска со ова идеологија, он е таму ставен да зима плата. Само да знаеш, ако си за плата, онда окей, не мора да се мачиш да трошиш гориво да дојдеш до Скопје, пиши ни само окей, дечки, јас сум за плата, извинете. Меѓутоа, од внатрете дупчат. Да бидеш свесен. И да не се сомневаш дека твоите те стават во некаков процес на трговија. Не сме ние виновни, он е виновен, он е клиентелист, он зима платичка, молчи затоа што не му е гајле. Значи ти не си ВМРО-вец, ти си за плата. Некои работи мора да ги расчистиме. Ако имаш желба да дојдеш, окей, ајде, тука Филип, сме. он има лав на профилна слика на Facebook како не е ВМРО-вец. Нема, види. Некаков Може и љубител на диви животни. Види, Милош, некаков лав. Тоа е како ти кажам. Дива мачка има, Не, сигурно не, е не. борбен човек, Не. комита. Мора се манипулира членството. Членството бара лавови, мечки, зверки, тепање, историја.
Они да не веруваат, тоа го прават. Тоа го зборуваме и за утрешната Cyber команда. Тоа е милје кој што се користи за манипулација на членството. И веројатно он е дел од таа манипулација на членството. Веројатно неговото молчење е дел од манипулацијата на членството. Меѓутоа проблемот е следен. Што членството не само во Тетово, него во цела Македонија денеска е на нозе и прашува зашто не реагира секретарот на општина Тетово на одлуката на инспекторатот да го руши крстот каде? Во црква. Па тој крст не е во центарот на Тетово, не е поставен на диво на плоштадот во Тетово, каде што ВМРО правеше митинзи, господине секретар, од 20.000 луѓе во 98 година. Него во црква. Тоа е исто како вие, господине секретар, да премолчите молчење на диво изградена џамија во Тетово. Или во Па едно територијата. 5000 објекти има премолчено, ама Не. Ама ако гледаш во службениот вестник на општина Тетово, они нон-стоп легализираат дивоградби. Па господине секретар, одважете се, легализирајте и све што е поврзано со Македонската православна црква. Нели? еве еден скриншот да и- пуштиме, чив човек е Дарко Коцевски. И тоа во интерес на соживотот, така? Ајте молам, објави ги, пушти ги на екран да видиме кои се надлежностите уште еднаш на секретарот на општината. Ги објави? А што е сега идејата, дека он не е виновен за ништо? Тоа ли е перењето? Се пере? Перењето е сега дека он нема врска со ВМРО ДПМН, Нема врска со дека ВМРО. е само клиент, Он Че- тоа го изјави у статусот? Не, муаветот го слушавме. Него дали господине, како се викаше? Извини. Дарко Коцевски. Да, господине Дарко, дали вие не сте од ВМРО? Пишете веднаш статус на Facebook, имаме екипа, го следи Фейсбукот, ќе пренесеме, скриншот ќе објавиме. Вие сте дојдени сами од небо паднати, насадени на позиција на секретар. Чекај да прочитам само кои се надлежностите на секретарот на општината. Вели: работни цели на секретар на општина, обединување на работата на институцијата и раководење со сите административни службеници и поддржување на работата на градоначалникот. Работни задачи и обврски. Раководење со вработените во институцијата, организирање на редовни колегиуми во институцијата во која е назначени давање на упатства на раководните и другите административни службеници. Да повторам. Раководење со вработените во институцијата, организирање на редовни колегиуми во институцијата во која е назначен и давање на упатства на раководните и другите административни службеници, особено во контекст на управување со човечките ресурси. И кога пробуваш да напишеш статус со кој што ќе се переш од твојата одговорност за инспекторот, упатства, инспекторот, без разлика дали е самостоен или не е самостоен, упатства добива од секретарот на општината. Секретарот на општината дава упатства за работа на администрацијата и вработените во администрацијата. А што инспекторот паднал од Марс? Немој да лажеш. Повеќе влагаш од дупка. Понатаму, врати го. Остварување на стратешкиот план. Ова е работни задачи и обврски. Остварување на стратешкиот план, програма за работа и буџет на институцијата, спроведување на одлуките, заклучоците, насоките и упатствата на функционерот кој раководи со институцијата, грижа за уредноста и ажурноста во работата по предметите и вршење на административни работи во институцијата, како и напредување на организацијата и условите за работа, функционирањето и работата на институцијата и стандардизираните процедури на работата во институцијата. Значи, секретарот има обврска. Политиките на избраниот функционер на општината, тоест на градоначалникот, да ги спроведе во планови и да ги координира и таа политика да ја спроведе во оперативен акционен план на терен. Тоа е секретарот на општината. Втора страна, координирање на подготовка
подготовката на материјали и документи кои содржат предлози за стратешки документи на институцијата, во кои што во заграда се составуваат од стратешки план, програма за работа, програма за стручно усовршување, извештај за работење. Значи ти си имал извештај за работата на во најмала рака си имал извештај за работата на инспекторот. Ти си можел, си видел и си можел да го поништиш решението. Совети по прашања поврзани со политиките на институцијата и со представувањето на институцијата во рамките на јавниот сектор и пред јавноста. Извештај за раководењето на институцијата и други материјали. Оценување на раководни административни службеници, а за потреба и на други административни службеници кои се вработени во организационата единица со која раководи. Соработка со други државни органи, органи на локалната власт, домашни и меѓународни организации на соодветно ниво, како и со представници на стопанството и на граѓанскиот сектор. Дава совети и упатства за работа на општинската администрација. Да прочитам уште еднаш. Дава совети и упатства за работата на општинската администрација. И трет пат. Дава совети и упатства за работата на општинската администрација. И немој да се переш од твојата одговорност за носењето на одлуката за рушење на крстот, бидејќи ти даваш упатства и совети на администрацијата која што во твое име, во име на општината е догодонела решението за рушење на крстот. А ти, како секретар на општината, си можел да го поништиш. Ама требало да смее. Да учествува во работата и работните тела на општината кога за тоа е овластен градоначалникот. Значи во се. Градоначалникот е овластен да учествува во работата на сите тела на институцијата на општината. Учително и на тие што го донеле. Учително и на самостојниот во работата Да. на самостојниот инспектор. Така е. И Има еден проблем. Може не ги ни прочитал неговите надлежности. Платичката течела. Па такви се тие Ја не генерално знам, што ги види. поставуваат. Види, ја не знам, ако не се согласува со работата на Билјалка Самиш, зашто сега не поднесе оставка? Абе, треба веднаш да си даде оставка. Одма. А Да. зашто не го прави тоа? Бојан Велковски. Па платичка тече? Бојан Велковски. Како да даде оставка? Извини. Клиент. Колку џами бесправно се изградија на непрописно место и без законски пошли од направили некој нешто, се сруши нешто. Ваксе. Праша го Пецаков. Прво ќе опрашаш Пецаков. Второ, во оваа ситуација, одлуката за рушење на крстот на Попова шапка не ја донел некој си од БЕСА, од УЧК, од КЛА, од не знам кој, од ОВК, од ДАНА, од ДОНА. Не ја донел некој од Палестина, од Сирија, од не знам каде. Одлуката за рушење на крстот на Попова шапка е аминувана од секретарот на општината на општина Тетово. Дарко Коцевски, член на општински комитет во МРДПМН од Тетово. И Иако денес пробаа на телефон да кажат дека не е. И само ако Океј, може... прифаќам, не е. Ама- Пушти ја сликата. А, Чек. Пушти ја Ајде, сликата. пушти ја сега да видиме дали е или не е. Така, не, ама они пробаа да Пушти го ја Иван сликата што ти ја пробаа да пуштив го на продадат, пробаа да тргуваат. Пробаа Не да го сме шитнат. ние, оне. Абе, друже, те шитка твоите. Твоите те шитка. Ја пушти сликата? Иде? Значи на сликата се гледа раководството на општинскиот комитет Тетово заедно со Дарко Коцевски на неговиот прв работен ден како секретар на општината. Во статусот се вели дека ВМРО ДПМН после не знам колку години добива секретар на општината. И човеков е видно расположен, така? Супер се Насмеан. сите Скрос расположени. лево е келјавиот. Изгаси. Немој се келјаве, без коса е. не е Значи келјав. од предлог на ВМРО ДПМН. Да, ќе те обвинат за како се вегата hate speech. Човекот, само без коса кон Антонио Милошевски. Од тие без коса најбрзо се откажуваат. Да. Антонио го нема изедено тој стап уште, ама ќе го стигне. Нема, Антонио се откажуваше од Мицко, нели, у таа групата што ја објавувавме пред Конгрес у Валандова, кој викаше ваков гаден и неочекуван потек
Како Не. беше преска? Да, Што ни кажа? што ни кажа? Мајка му на Дарко Коцевски била председател на Унија на жени на ВМРО. Да. Била Добро. директор Да. во училиште и била советник во Да. Ама он не е од машал. ВМРО. Ама он не е од ВМРО. Аха. Еј, нема везе што била мајка му, што е он сега. Многу беше гадно тоа што се јавуваат да го продадат, а човеков Слуша партиска директива лично на Христијан Ама не Мицкоски. нормално дека мора да слуша. Да ќути. Па кој го гласаше И да Касами? прави тензии. Или го гласаше Касами от Тетова? Сега ќе пуштиме Го и гласа, Зијадин они го Зијадин гласа. села, пушти сега го ќе го Зијадин пуштиме села го да бара видиме. моментов. Зијадин села во неговото интервју за 360 рече ВМРО ДПМН не излажа во Тетово и наместо нашата Го коалиција. имаш Иван видеото или треба да Наместо бара? нашата Како коалицијска го нема, па тоа е многу познато видео. во како нашата може? коалицијска во нашиот коалицијски договор Христијан Мицкоски го прекрши за Тетово и гласаше или даде директива ВМРО ДПМН од Тетово да гласа за Билал Касами, иако во тој период Билал Касами беше во коалиција со Зоран Заев. Значи големите лавови од Тетово гласале за Билалка сами да стане. А да им кажам на Граначалник. тие што коментираа ке Дарко Коцевски. Што го викаа Милош да дојде дошол у Тетово. Ќе дојдеме? Таму да видел. О, ќе дојдеме. Вага ти кажам, јас сум од Тетово. Не мора Милош, ја ке да. И ја ќе А да. Милош со мене ке да. И ја ќе да. А да ти кажам и пола Тетово ми се пријатели. Не бе, не ти треба никој, ќе дојдеме ние, што? Овие комите од AliExpress ли се закануваат? Па и оној дојде овде. Кој ној што дојде во вторникот? Изеде- Тоа ли е идејата кој изеде дојдете од две- Тетово? Да, изеде 2-3 смокви и кривично. Што е, као дојде од Тетово? Виш, еве, морони. не ми се. Немојте молам со говор на мрз. Не е тоа говор на омраза, тоа е директен опис во колоквијален начин за тоа какви се апаратчиците негови кои што имаат нарачани коментари. Значи, нема никаков говор на омраза. Бојан Велковски вели фала мечка, али маметот ми беше дека 1001 објект бесарно изграден, никој никого не реагира и пак се наоѓа некој наше копице да не шитне. Да бе, тоа е маметот, точно. Се наоѓа некој наше копито да не продаде. И тоа копито што се пробува нас да не продаде, како македонци, потоа на пресконференција излага и се портретира како голем македонец и патриот. И жртва. И жртва и повикува народ да се конфронтира. Повикува народ да прави тензии, да прави конфликти, да прави белја. Е така. Е така. Против тие сме. Он го направил, ја направил пиздаријата и он сака дополнително да умеша уште илјадници луѓе у таа пиздарија да заглават. Како ние што лежат за 27 април. То против тие сме. Против тие сме. Како што е овој експонент на Христијан во општина Тетово, и против Христијан, против такви сме. Ние сме против луѓе што сакаат да донесат зло на овој народ. Лошо на овој народ. Да направат хаос, да направат паника, да направат страв, да направат конфликт, за они да може да направат 1, 2, 3 пратеника повеќе. Против такви луѓе сме. Знаеш против какви луѓе сме? Против тие што повикуваат на протест и после не се појавуваат на тој протест. Затоа што